Господине Петровски, Државниот архив денеска објави нови документи за територијалната поделба во 2004 година. Што покажуваат овие документи? Ние како институција имаме обврска да ги собираме од сите државни институции и да ги чуваме трајно за сите времења, сите документи кои што се битни за историјата на нашата држава. При една рутинска операција на примопредавање на документи од страна на владата во државниот архив се работи за поголема количина на документи. Ние сме должни да направиме детален опис и попис, список на тоа што го преземаме. Откривме едни документи кои што сметавме дека е многу важно да бидат објавени во нашето стручно списание Македонски архивист, за да бидат на увид на стручните лица, лицата што се занимаваат со историја, но и на македонската јавност, бидејќи се работи за белешки кои што го ја отсликуваат позадината на преговарањето, односно заклучувањето на судбината на Кичево и на Струга, како и на Скопје. Зашто зборувам? Во 2004 година имаше големи контроверзии околу новата територијална поделба, кога практично Кичево, Струга и Скопје механички беа зголемени. Со тоа беше извршена етничка промена на структурата на населението во овие градови. Она што мене ме чудовиди и што ме натера да го објавам ова, затоа што мислам дека допрва ќе се водат дискусии, дебати, научни собири, но и ќе се утврдува историска и политичка одговорност за некои ликови што учествувале во овие настани, скицирањето на територијалната поделба, каде што од дел од документите јасно може да се види дека Кичево и Струга се користат за подкусурување, односно дека се дадени на албанската страна за да се добие соодветна подршка назад за председателскиот кандидат на СДСМ. Во 2004 година објаснувањето на тогашната власт беше дека е неопходна територијална поделба заради интегрирање на Македонија во Европската Унија и во НАТО и за да не се повтори 2001 година. Јас имам друга теза, дозволете да ја образложам ukratko. Точно е, ова што вие го кажавте како прашање се содржи тука, исто го објавивме како документација. Тогашниот премиер и тогашната политичка номенклатура образложувале пред јавноста, вие тоа добро сте го запаметиле, дека ќе се интегрираме во ЕУ и во НАТО. 12 години подоцна, ниту сме интегрирани во ЕУ, ниту во НАТО. Овие документи покажуваат нешто сосема друго. Две работи се битни. Првата е голо одржување на власт и политички комбинаторики во кои што сметаат дека се е дозволиво, кои што биле покриени со прес изданија, односно прес соопштенија према јавноста со сосема други објасненија. Меѓутоа, веројатно се надевали или оваа документација дека ќе ја уништат и никој нема никогаш да ја види, или мислеле дека завршиле работа со тоа обраќање кон јавност. Ова што ние сега го откривме, открива политичка комбинаторика и второ, најверојатно преземани обврски од страна на СДСМ уште во време на 2001 година, кога тие стапија тајно во комуникација со тогаш терористичката УЧК, ја блокираа политиката на собранието, се сеќавате, сакавме да прогласиме војна состојба, да расчистиме со нападот од странство и потоа да видиме кој е кој што е што. Не само што беа блокирани македонските одбранбени сили, но имало и тајни преговори. Веројатно во тие тајни преговори е зачнато ова, а е исполнето во 2004 година. Ова е страшно што ќе го видите во овие документи, покажува дека некој со пенкало во раце ги прешкртал Кичево и Струга и го прешкртал Скопје. Сите знаат дека во Скопје нема 20% малцинства, едно малцинство за да има двојазичност во Скопје, но се додадени општини кои што се рурални и сега практично Скопје е до Групчин, што во реалност и не е така. И исто така, со таква комбинаторика, Струга и Кичево, доминантно македонски градови, се направени градови кои што селата превагнуваат и поради нив градоначалникот станува албанец. И не е проблем да е албанец некаде градоначалник, ако е тоа реалната бројка.
Но механичкиот прилив прави трајно преместување, односно поместување на вековните тенденции за политички потреби на некој да биде изберен во еден изборен циклус, што е според мене не само веле предавство, него нешто што ќе го осуди историјата и никош нема да биде заборавено. И уште едно прашање, има ли ова што вие го говорите сега, некаква поврзаност со она што се случува во Македонија денес, најавите за двојазичност на цела територија? Апсолутно, апсолутно. Се работи за истите ликови. Шекеринска е представник и на тогашното СДСМ и на денешното СДСМ. Очигледно, сметајки дека овие документи нема да се појават никогаш на светлото на денот, тие сметаат дека нивните комбинаторики може да поминат како одвоени епизоди. Но овие документи покажуваат дека СДСМ работи континуирано на промена на етничката структура на Македонија, континуирано уште од тогаш создава услови, затоа што ако денеска се Струга и Кичево македонски градови, а во 96-та е дадено и Тетово, ако и Тетово има македонски градоначалник, вие не можете да зборите нити за кантонизација, ниту за федерализација. Вие, ако го изанализирате заев, најавата за двојазичност доаѓа од Прилеп. Ако ја погледнете мапата на Западна Македонија, како они точка по точка ги предаваат македонските упоришта, македонските вековни градови, тогаш делува логично дека наредна фаза после Струга и Кичево е токму Прилеп, оставајќи го Крушево позади, Македонски Брод и така натаму, за да се дојде во некоја наредна фаза до Велес или до Битола. Што значи дека сметам дека направивме изворедно научно откритие, кое што ги замолувам сите историчари, сите политиколози, сите аналитичари да го погледнат и да заклучат, односно да донесат своји ставови, зашто всушност тука се работи и дека е на дело едно многу сериозно предавство на македонската држава. И ние имавме обврска ова да го објавиме. Ви благодарам за овој разговор.